Од една страна, за изненадување беше тоа што интерпелацијата беше поднесена пред истекот на 100 дена од изборот на владата, поточно на 71-виот ден откако ја презеде функцијата министер за надворешни работи, и покрај тоа што и претходно, само на 34-тиот ден од моето назначување, на 4 јули 2017 година, на покана од председателот на Комисијата за надворешна политика на Собранието, реферирав во детали за мојата работа во првите 30 дена. Но од друга страна, можеби разбирлива е ваквата возбуда кај подносителите, зашто сепак после многу години стагнација и назадување, вратите се отвараат и нешто ново и позитивно се случува за Република Македонија. Нешто што конечно отвара нови можности и реални перспективи за една поинаква европска иднина. За 100 дена во период на летни одмори остварив 27 посети во странство. Бев во соседството, бев во Германија, бев во Австрија, Холандија, Белгија, Шведска, Финска, Данска и Норвешка, да споменам неколку. Се сретнав со колегите од Франција и од Италија. За 100 дена имав средби со 37 министри за надворешни работи и над 100 други странски представници. Имав над 30 интервјуа за меѓународни медиуми. На самитот на Западен Балкан во Трст, во рамките на Берлинскиот процес, поддржан од Европската Унија, беше препознат нашиот скорешен придонес за менување на традиционалните перцепции за регионот, како генератор на кризи, создавање услови за негова одржлива стабилност и развој и напредување на општиот квалитет на живот. Мојата идеологија е државниот интерес на Република Македонија, така како што јас го чувствувам, согласно со мојата совест. Јас сум овде, меѓу другото, пред вас, токму затоа што почувствував дека Македонија оди во бездна. Споменавте број на македонски граѓани кои што имаат бугарско државјанство. Тоа е затоа што успеавме, за жал, да ја оставиме Македонија без иднина. Како ќе се бориме со атрактивноста на пасош на друга држава, ако Македонија не ја направиме успешна? И во нормална политичка битка, испраќање на политички амбасадор во ситуација на промена на власта е несоодветна пракса и мислам дека тоа треба да се договориме на ниво на политика во Република Македонија. Ние, за жал, немавме и ден денес се уште немаме нормална политичка битка, каде што разликите ќе бидат идеолошки. Имаме ситуација на пустош, највидливо илустриран со 27 април, кога државата не висеше на конец, и затоа кадровската политика, кој ќе го представува во Брисел планот 369, кој ќе отвара врати, ќе ја донесам јас како министер за надворешни работи, владата и председателот на Република Македонија. Моја проценка и прочем епилогот на оваа приказна тоа го докажа, е дека во овој момент таква работа не може да се довари на тој човек. Одам кон третата точка, прашањето на бегалците и мигрантите. Сметам дека дискусијата по ова прашање е наметната, штетна и прави едно грде лице на Република Македонија во светот, бидејќи сакаме да бидеме активен чинител и одговорен партнер во меѓународните односи, како држава во која се негуваат и практикуваат европските вредности и принципи. Континуираните обиди за дефокусирање на јавноста, ширење на вести кои создаваат чувство на неизвестност и страв меѓу граѓаните од мигрантите и бегалците, мора да престанат. Одговорно тврдам дека на сите средби со странски представници, ниту еден соговорник нема побарано Република Македонија да стане земја дестинација за прием на мигранти и бегалци. 2015 година е одговорноста, отидовте кај бегалците. И всушност со политика која не однесе во ќорсокак, тука го цитирам претходниот комесар Штефан Фуле, со оценка дека Македонија е заробена држава, тука ја цитирам Европската комисија, во меѓународна изолација, со многу малку пријатели, несигурна во себе, уплашена и комплексирана, отидовме на добар пат огромен број од граѓаните, нашите, да ги направиме бегалци. Не гледајќи иднина во својата татковина, да си ја бараат среќата во други земји.
Додека сум јас министер за надворешни работи на Република Македонија, Македонија ќе води зрела надворешна политика. Нема да бега од проблеми, туку ќе ги решава. Мојата задача е да извлечам максимум во рамките на дадените околности. За 100 дена меѓународниот рейтинг на земјата е драстично подобрен и вие се среќавате точно со меѓународни представници, веројатно тоа сте го чуле. Не баре се работи за друга земја. Ме доведувате во ситуација да се бранам поради успесите на Република Македонија во моето портфолио на надворешната политика. Поради тоа што ги поправам односите што вие сте ги расипале. Јас сакам вие да сте задоволни, но ако цената за вашето задоволство е Македонија да биде неуспешна, да нема пријатели и да нема перспектива, тогаш е подобро да не сте задоволни. Живееме во време на неизвестност, на глобална, европска и регионална неизвестност.